Почитувани мои, еве со уште едно издание на емисијата посветена на Макфест. Канал Плюс телевизија и вчера вечер беше во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип, каде што го следевме второто полуфинално издание на Макфест 2015. Откако се наполни салата со љубителите на добрата македонска музика кои чекаа да слушнат нови песни и рефрени, Даниел Дан буквално го скрши мразот. Иако 3 години настапувал на Макфест во Штип, оваа година не успеа да се пласира во финалето, но затоа во финалето се пласира Александра Андонова од Неготино. Се пласираа и штипјаните Илија Кикиритков заедно со Панчи Илиев и Зоран Илиев, кој пред 4 години победи на Макфест со песната Ангели и демони. Супер, одлично беше, да, морам да признам дека иако не очекував дека ќе имав трема апсолутно, што од друга страна па и добар знак заради тоа што сериозно сум се сватил работата и се надам дека успеав емоциите кои што јас ги доживувам при пење на песната да ги пренесам. Јас сум задоволен од настапот, со Панче одлично отпеавме. Впрочем и самата реакција на публиката во салата го кажува тоа. Се надевам дека и останатите пред малите приемници и се допадна изведбата и се надевам дека ќе гласаат за нас и дека ќе влеземе во финале. А и дека можеби ќе победите? Како? Дека можеби и ќе победите? Па нема многу надежи за победа, но за во финале имам. Автор, текст, музика, аранжман? Автор на композицијата, музика и текст е мојот татко Мирче Кикиритков, додека аранжманот морам да го пофалам, прекрасен аранжман направи Иле Спасив. Кажи ми, прв пат си на Макфест? Да, јас сум дебитант на Макфест, а Панче кој што пееше заедно со мене настапува втор пат. Тој настапуваше пред 2 години и ја доби наградата за најдобар дебитант. Може би сега ти ќе ја добиеш, имаш ли трема како беше? Па пред да излезам имав, меѓутоа кога бев таму на сцена не, се изгуби тремата. Не сакаше пред настапот да дадеш изјава, да не ти баксузираме еве сега. Како се представи? Па мислам дека добар бев, солиден, одличен, ајде да не кажем да бидам скромен, нели да кажем добар. Така да сум задоволен настапот, сум задоволен од оркестарот, бидејќи се завршија работата професионално. Се надевам дека јас ја завршив мојата работа професионално и така. Ангели и демони беше песната со која што победи еднаш на Макфест. Очекуваш ли повторно да победи? Да, Ангели и демони беше песна која победив на Макфест пред 4 години. Значи, ај реален да бидам, секој се надева на награда без разлика дали ќе каже дека се надева или не. Значи сите пејачи сме овде дојдени пред се да промовираме нова песна, да промовираме нов настап. А наградата на секој би му било добродојна, по така и на мене, али што и да биде тоа, како Господ никој не е. Посакувам успех. Може би повторно прво место. Ајде, чулте Господ. Во финалето влезе и Наташа Малинкова, од која земавме изјава пред самиот нејзин настап, додека ја поправаа шминката и фризурата. По финалето влегоа и Ивона Јовановиќ со Рафинерија и Надета Левска, која е во благословена состојба. Наскоро ќе стане мајка на незиното второ дете. Не ти е прв пат да си на Макфест? Не ми е, не. Од 2002 веќе нааму настапувам на Макфест. Какви се очекувањата за оваа година? Па што знам, како и да не звучам клише, меѓутоа стварно сакам да се дружам и до сега ми беше многу убаво и на пробите и денес на генералната и би сакала така да излезам на сцена со таа енергија, со таа позитивна мисла и да дадам се од себе за песна. Јас сум презадоволна, со оглед дека ми е прв пат, презадоволна сум и сакам уште.
се надевам дека ќе влеземе во финале и ќе успееме уште еднаш на оваа легендарна сцена. Што мислиш, како те прифати публиката со оглед на тоа, нели, дека те познаваат? Па се зачудив, не знам, јас се уште не знам да реагирам на аплаузите, многу ми е убаво е чувството, но така не знам, многу убаво чувството. Се уште не можам да ги средам импресиите, бидејќи, нели кажав во бекстејџот повторно бремена, втор пат мама, малку ми беше тешко на сцена, дефинитивно топло од рефлекторите и само до тоа што е мишето пораснато си прави своја тежина. Меѓутоа се надевам дека добро излезе песната и се надевам дека, нели, односно изведбата, се надевам дека ви се допадна и така. Пред камерата на Канал Плюс телевизија изјава даде и водителот кој во бекстејџот земаше изјави од изведувачите. Станува збор, знаете, за Марко Новевски, познат како Марко Марк. Како се чувствуваш? Одлично, мора да признам дека супер се чувствувам. Забавно ме е тука во бекстејџот. Ги поздравувам сите што ме гледаат сега во моментов и за жал јас не настапувам со ниедна композиција на Макфест оваа година. А не се сеќам дека сум настапил некогаш. Кажи ми како е овде во Штип? Супер е. Мора да признам дека многу убаво си поминувам. Напорно малце, затоа што после Макфест, нели, обавезно се продолжува низ прекрасниот Штип некаде. Така да не сум наспан. Тоа ми е маката. Уште една вечер. Ќе издржам. Машки ќе издржам. Кажи ми овде во бекстејџот, ти си одговорен. Како оди разговорот со сите оние кои настапуваат? Искрено да ти кажам, спонтано, немаме ништо подготвено, кој како доаѓа си правиме баш буквално другарски муаве, што ви рекле. Ни фали уште капенци, масичка и би било супер. Можда следната година. Пропусна организација. Да. Кажи ми, како дојде до соработка ти да си дел од Макфест? Не знам, ми се јави директорот Дарко Мјалковски еден ден, ме праша дали сакам и мене ми представува огромна чест и задоволство, мора да признам, затоа што според мене ова е еден од најголемите, ако не најголемиот настан воопшто фестивал во Македонија. Така да одма прифатив без размислување и еве ме тука. Си го следел Макфест од мали нози, 30 години оваа година слави. Што ќе ми кажеш, еве колку што се сеќаваш порано што си гледал и еве сега за јубилејната 30 годишнина, има ли разлика некоја? Вага, се сеќам едно време кога Макфест беше ултра популарен. Значи ултра популарен. Па едно време ми текна дека згасна малце и многу ми е драго што во последни 2 години, 3 повторно се враќа во големо светло, на голема сцена, што ви рекле. Сега со тебе уште. Добро, фала ти. Мислам, молим те. До година може пак да те гледам? Искрено се надевам. Би прифатил одма со расширени раце. Бидејќи годинава се одбележуваат 30 години од постоењето на Макфест, она што и втората вечер ги прашувавме изведувачите е да дадат една ретроспектива на тоа како било на Макфест порано за оние кои веќе настапувале и какво е чувството на дебитантите. Свој став имаше и Цветанка Глигорова кој во далечната 1995 година победи на Макфест, а синоќа настапи во ревијалниот дел. Еве што кажа, на што се пожалија и што пофалија. Ова е 30-то јубилејно издание. Ајде кажи ми една ретроспектива како беше порано, како е сега, има ли некоја разлика голема? Види, со самото тоа што го вклучи оркестарот на Македонската радио телевизија има голема разлика пред се за настапите во живо, за нас како пеачи, како музичари, а дружењето можеби порано беше малку поактивно, сето тоа сега се малку сите раштрка некој ово кој таму, али како и да е, гледаме нели нормално секој да си ја заврши работата. Важно е да се оди напред. А ја го гледам тоа, полека мислам дека ќе имаме големи успеси во иднина. Околу организацијата се е под контрола, се е во ред? До сега супер задоволна. Да. Морам да признам дека некој мислам дека беше поинтересно за нас. Не знам, можеби заради тоа што сум бил па и помлад и помал и се тоа случување ми било малку од поинаков агол сум гледал на нештата. Но во секој случај убаво што Макфест обстојува веќе 30 години.
Пошто порано не сум била дел од фестивалов, не можам да кажам нели од директен аспект. Меѓутоа јас сум гледала Макфест како сум била дете, така да мислам дека е од секогаш Макфест нели реномиран фестивал и сега еве исто со оркестарот во живо е убаво, многу, значи стварно е прекрасно да се искуси сето ова. Така да им честитам на 30 годишнина и се надевам така ќе продолжите понатам. Па да ви кажам искрено, нема споредба. Малку разочарувачки е тоа што ги нема тие имења што порано ги имаше. Меѓутоа јас се надевам дека организаторите ќе направат напори да полека ги вратат старите учесници, оние старите добри пејачи. Не велам дека сега нема. Меѓутоа мислам дека ни фали и добра песна, ни фалат добри хитови, значи сега некако се на брзина се прави. Мислам дека малку треба да се обране внимание и време на тие песни. Значи сепак нешто што ќе остане. Не работа да направиш нешто комерцијално сега за сега да се пее или месец, два, три, после тоа се заборава. Ама тоа сето зависи од композиторите и од организаторите на фестивалот. Чувството е неверојатно, бидејќи на овој фестивал пред 2 години, 2013 ја освоив наградата за 3-то место и тоа беа моите први чекори во мојата кариера и затоа тука се чувствам како да сум дома во Куманово. Од страна на домаќинот Општина Штип велат дека Макфест во изминативе 30 години изнедри повеќе музички имиња. Овде би ја споменала Каролина Гочева, која со незините 13 години се појави на сцената на Макфест и ја изведе песната "Мамо, пушти ме". Од општината исто така велат дека интенцијата им била на макфестовската сцена да се појавуваат и голем број познати пејачки имиња надвор од рамките на нашата држава. За останатото во изминативе неколку години одговорноста е на уметничките директори. Втора полуфинална вечер Макфест 2015, 30 години Макфест, се ли е под контрола? Кога е фестивал, нека е фестивал. Ја завршуваме втората фестивалска вечер, утре е финалето, секој Макфест е нова приказна. Се надевам дека ова приказна ќе има успешен крај и на задоволство на сите ќе се вртат и овие 30 на песни кои ги продуцираше годинава фестивалот. Не станува збор за делот на организацијата, оној дел на организација како изгледа фестивалот од технички аспект, како изгледа сцената, дали се гости задоволни, тоа е нашата работа како домаќини, пред се меѓутоа делот од уметничкиот дел на уметничкиот директор, на директорот кој што треба да обезбедат една таква работа која што му недостасува, како што забележавте на фестивалот, мислам подобро од тие да одговорат на тоа прашање. Главен и одговорен годинава е Дарко Мијалковски, кого го пронајдовме во просторијата на прес-центарот како го следи Макфест преку телевизиски екран. Му кажавме за мислењето на дел од изведувачите и еве што ни одговори. Го следите Макфест од така малку поголем екран. Како изгледа на екранот, како мислите дека е на сцена? Прекрасно е. Ние пред се потрудивме да направиме добра магија на телевизија, бидејќи сепак 2 милиони го следат Макфест на малите екрани. Мислам дека успеавме во нашите намери да го пренесеме на најдобар можен начин, така да за да изгледа убаво на екраните, прво мора да изгледа внатре. Мислам дека и со двете работи успеавме да направиме убав баланс и дека публиката ќе биде задоволна. И Макфест не е само тоа што го гледате овде на сцената. Макфест е многу повеќе во она што сите се дружат позади сцената. Навистина има еден прекрасен амбиент и атмосфера, цел Штипена нозе. Не знам што да кажам, јас сум воодушевен од се што се случува. Може јас нешто да ви кажам? Слободно, појле. Во разговор со дел од изведувачите кои што помина, кои што настапија на сцената вечерва, значи некои од нив се сеќаваат, од дебитантите велам, се сеќаваат на Макфест што го гледале порано на телевизија и сега како дебитанти задоволни се, некои кои порано настапувале и од сега некако како да има промени и дали не се навикнати или што е работата, да не речем проблем. Видете, секој индивидуално може да си го изнесе своето мислење. Макфест 28 изданија одеше со матрица. Минатото 29-то и ова 30-то издание Макфест за прв пат оди со голем ревиски оркестар на сцената. Знаете колку работа треба за да дојдат сите тие 50 и кусур музичари, па огромна телевизиска екипа која број некаде сега 30 на луѓе.
тоа се луѓе кои што работат на камерите, во режијата, позади во репортажните коли, на линковите. Значи има огромна организација и не може да биде опуштено како што било порано. Сега една виолина да погреши, една труба да погреши, тоа ќе отиде во програма. Ние немаме шанса сега тоа да го поправиме. Порано било порелаксирано, се пеело на матрица, де факто се пеело во живо. Но снимка, наместо оркестар имало снимка. Сега сакам да кажам дека ангажираме огромен број на музичари кои се на сцената и не може да бидат релаксирани како што било тоа некогаш. Од друга страна и на оваа сала не е таа намената. Ние се трудиме што е можно повеќе да направиме, но сметам дека на Штип во скоро време ќе му биде потребна нова, поголема и поубава сала од оваа. Ете така, ова е упатено до домакините да планираат за наредната година или адекватно да ја преуредат постоечката сала во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов или да изградат нова, која би користела за наредните изданија на Макфест. Како и да е, останува уште една вечер, финалната, од ова 30-то издание на Макфест. Да им посакаме среќа на 18-те финалисти и да им порачаме да пеат погласно. Се шегувам, ова е мотото на годинешново издание на Макфест. Станува погласно. Освен погласно, предпоставувам дека ќе стане и постресно, бидејќи станува збор за доста вредни награди. И тоа, првата награда изнесува 615.000 денари и статуетка од Макфест, втора награда, плакета од Макфест и 461.250 денари, трета награда, плакета од Макфест и 307.500 денари, награда за најдобар аранжман Драган Геконовски Шпато, плакета Макфест и 61.500 денари, награда за најдобра вокална интерпретација, плакета Макфест и 61.500 денари, награда за најдобар дебитант, плакета Макфест и 61.500 денари, награда за најдобар сценски настап, плакета Макфест и 61.500 денари. И оваа година исто така ќе има награда за најслушана композиција помеѓу двата фестивала на националните радија во Република Македонија, која што ја доделува радиото Слободна Македонија. Стискаме палци и нека победи најдобриот. Канал Плюс телевизија и вечерва ќе биде во бекстејџот и секако ќе следи на што се случува на сцената, а ќе разговара и со најдобриот победникот, кој ќе биде познат како победникот на 30-тото јубилејно издание на Макфест. И третата вечер почнува во 20 часот и 30 минути. А до тогаш, почитувани мои, останете со програмата на Канал Плюс телевизија, а доколку не сте во можност, следете не на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте пријатен ден.